Ѓубрето е бизнис. Земјата номаденија увезува токсичен отпад и го гори. Загадувањето создава генетски мутации кои се шират како вирус. Јан, новинар Пискарало, се најде во необични околности. Пишувајќи за одржливата иднина, еволуираше во екоборец. Скорне, мега град поделен на области, секоја следна полоша од претходната. Зградата на Јан беше во третата област. Депонии, запуштеност, загадување, секаде наоколу. Во град растргнат помеѓу минатите екоидеали и сегашното загадување, иднината е неизвестна. Јан се обврза дека ќе ги смени нештата, но му требаше помош. Јан излезе на прошетка во загадената периферија со син му. Неговото детство, изгубено, лишено од радоста на слободното дишење. На враќање, како и секој ден, снимија нелегално фрлање отпад. Подоцна дента го пречекаа вознемирувачки вести. Во четвртата област, најголемите депонии увезуваа отровен отпад, го истураа или палеа. Веста му се струполи врз глава како тон цигли. Дома ги запечати прозорците, за да го заштити своето семејство од загадувањето. Потоа заспа како заклан. Ноќта го прогонуваше кошмар. Во сонот чудовиште уништуваше град. Во сивите мугри на третата област, Јан ја продолжи својата мисија. Се спушти кон реката Дармар, чии вени беа затнати со отпадоци. Го сними отровниот превес од Чад како се издига во срцето на Дармариште. Поминувајќи покрај топланата Токсибек ги здогледа застрашувачките отровни облаци. Фабриката Усро, немилосрден загадувач, деноноќно гореше јаглен и гуми од камиони за производство на цемент. Тоа беше токсичното зло што го погоди нивниот град, виновниците за епидемијата на загадување. Остана само уште едно место, озлогласената гризла во четвртата област. Но, за влез му требаа врски. Му текнуваше само на еден човек. Јан се сретна со ѓубреџијата, Алек, се познаваа одамна. Му даваше мрсни детали за илегалните случки на градските депонии. Сум бил во гризла. Таму се дешаваат чудни ствари. Јан ги знаеше сите депонии како својот џеб. Освен таа, срцето на загадувањето. Држ, мојата пропусница за пеколот, ти стискам палци. Јан се најде пред портата. Обезбедувањето беше силно. За среќа, расеаните чувари едве му фрлија око. Внатре го најде објектот што го опиша Алек. Како што се стемни, се доближи, привлечен од необичните звуци. Ги ококори очите со неверување и ужас. Мечката пред него се гостеше со радиоактивен отпад, растејќи и мутирајќи со секој залак. Јан избега комува без глава. Монструмот се ослободи од металниот затвор. Како што голташе ѓубре по патот, уште повеќе растеше. Мечка зила, помисли престрашено Јан, додека брзаше кон својот автомобил. Морам да ги предупредам сите. Влета во најблиската полициска станица. Доаѓа. Ќе не убие сите до еден.
Смири се, батка. Кој доаѓа? Мутирана мечка, голема колку зграда. Го знаете Годзила? Полицајците прснаа од смеа. Но, тогаш, експлозија ја потресе целата населба. Веќе е доцна. Јан веднаш го однесе своето семејство во подземна скривница. Потоа се упати кон Токсибек. Алек му рече да го бара доктор Топлиди Кацо, ако биде во небрано. Со пропусницата лесно дојде до докторот. Му раскажа за мечка Зила, а докторот остана смирен. Подготвен сум. Доктор Дикацо повика огромен волк и го нахрани. Суштеството, наречено Токси волк, мутираше пред нивните очи. Поради твоите снимки ја развив мојата тајна формула, Мазукс. Како е возможно тоа? Сега има два звера во хаосот. Лудило. Побрза назад кај своето семејство. Мечка Зила се спушти во градот, откако ја уништи Гризла и околните депонии. Ја разори хемиската фабрика Токсхис, пред да ја сотре фабриката за цемент Усро. Доближувајќи се до центарот на мегаградот, мечка Зила демнеше зад облакодерите Джезалир. Борбени авиони F-16 и Апачи хеликоптери ја нападнаа. Моќниот звер ги сплеска како комарци. Мечка Зила напредуваше, невидлива сила ја влечеше кон Токсибек. Загадувањето го будеше нејзиниот апетит за уништување. Јан наблюдуваше како мечка Зила се приближува до Токсибек. Гледаше кога монструозното суштество го здогледа Токсиволк. Напоен со токсичниот Мазукс, тој удри прв, но радиоактивната сила на Гризла беше поголема. Токсибек падна, а потоа се урнаа зградите. Нивната битка го опустоши градот. Токсиволк беше поразен од мечка Зила. Но, и таа беше ранета и се повлече. Војската ја следеше и ја бомбардираше Гризла, победувајќи ја тиранијата еднаш за секогаш. Кога безбедноста беше осигурана, луѓето излегоа од засумништата. Кога го најде своето семејство, срцето на Јан беше повторно целосно. Откако ги расчистија урнатините, луѓето решија да ги обноват. Наскоро ги сватија причините за уништувањето и ветија дека нема да се повтори никогаш. Јан го исклучи холофилмот од минатото и му падна жал за човештвото. Луѓето не успеале затоа што не биле разумни. Погледот му застана на неонскиот хоризонт на нивниот безпрекорен свет. Се почувствува спокоен.